8 еколошки друштва, планинарски издруженија, граѓани се разбира, поддршка од нив, професори од Природно-математичкиот факултет во Скопје, поддржани и дополнително со иницијатива од Македонското еколошко друштво со барање иницијатива за прогласување на Кожув за национален парк. И сега повеќе на оваа тема ќе разговараме со Методија Вилевски, тој е заменик директор во Македонското еколошко друштво. Добро утро. Добро утро, Јона. Со здружени сили во големи победи. Веројатно така ќе биде исходот. Такви ли се вашите очекувања? Се надеваме дека да. Ова дојде малку одеднаш целата работа за Кожув. Добро. И се надеваме дека нема да го следи патот кој што го следеше Шар-планина со некои 20-30 години чекање, дека ќе оди брзо, меѓутоа сепак постои некоја процедура која што мора да се исподчитува, поднос на изработка на една студија, поднесување на таа студија, иницијатива, формално подготвување на предлог закон, учество на јавноста и потоа евентуално донесување на закон за да видиме евентуално пети или се надам и шести национален парк, ако по некој чудо Јабланица се избори, се истрча во ова. А колку време се бори Јабланица? Јабланица од 2006 е официјално иницијативата. Како во сага да е целата таа процедура? Да, зависи моментално од поддршката на локалните чинители, локалните власти, локалните, меѓутоа и од институционалните капацитети на централно ниво. Значи, реално се функционираме во држава со ограничени такви административни капацитети за вакви големи заштитени подрачја од висока категорија на заштита. Добро, Методија, очекуваме дека побрзо ќе оди оваа процедура со оглед на тоа дека локалната самоуправа ја покренува како главен иницијатор и ја поддржува? Мислам дека да. Секогаш кога гледаме силна поддршка од локалното население и од локалната самоуправа, одат многу побрзо работите. И затоа очекувате некој позитивен исход. Добро, колку време трае таа процедура? Може ли да... Можам само да спекулирам. На целата... Ако одиме регуларно, ако регуларно одиме, колку треба да трае? Првиот чекор ќе биде некоја студија за валоризација, тоа е обично до 2 години работа. Да. Потоа учеството на јавноста да го речеме уште 1 година и потоа не можеме да предпоставиме од постапката на носење на закон. Добро, и кога ќе се донесе статутот дека е национален парк? Што потоа за Кожув? Што потребно значи да се формира веднаш тело за управување. Добро. Јавна установа, национален парк Кожув, да речеме. Да. Тоа значи дека ќе треба да бидат вработени соодветни лица и да се донесе веднаш во првата година, во рокот 1 година, значи по прогласувањето, план за управување. Тој план е со рок од 10 години и предвидува кои активности ќе се спроведува за да се заштити и подобри статусот на природните вредности на Кожув. За среќа има многу, уште 2003 година со првата државна стратегија за заштита на биолошката разновидност, Кожув е предложен за национален парк. Значи, пред 20 години. Уште пред тоа, веќе во просторните плански документи на државата, помали подрачја на Кожув, сепак не толку мали, се предложени исто така за заштитени подрачја во различни категории. Сега разгледувам едно синтезно решение и тоа е подоброт аспект на заштита на природата. Добро, вие сте добар познавач на теренот. За среќа да. За среќа да. Значи, кој имаме вистинскиот човек тука со нас да ни подобјасни кој со оглед на тоа велите дека ќе треба план и работа и активности за наредни 10 години. Кои според вас се приоритетни за Кожув? Што му е потребно? За Кожув е потребно да се спречи неконтролиран развој. Бидејќи ќе биде под удар на урбанизација и на искористување на природни ресурси, во некој случај и неповратно оштетување, значи памет и јавноста дека имаше иницијатива и за отварање на рудници на злато на Кожув, постојано се под некои удари на поставување на мали хидроцентрали реките на Кожув. Некои проекти веќе одат, еве од браната Коњско каде да ќе почне да се полни со вода, така да е од повеќе аспекти нападнат или потенцијално се очекува и една ваква категорија на заштита висока, всушност има за цел да ги заштити природните процеси. Да стави ограничувања, народски кажа. Да, всушност ние сега веќе знае знае струката дека заштитата на природата ни е најдобар механизам во борбата со климатските промени. Најголемата закана за нас доаѓа од климатските промени и за природата, меѓутоа природата во исто време е и најдобра алатка за да се забават овие климатски промени, да се даде на организмите повеќе време да се адаптираат на истите.
Добро, со оглед на тоа дека граѓаните некако многу се гласни, особено екологистите, па оние здруженија за прогласување на Кожов за национален парк, од друга страна, па колку сме одговорни? Како чувачи на природата? Имаме различни примери. Тука можеме да направиме и споредба со Шара, па и со другите, да речеме, заштитени подрачја. Па заштитени подрачја, да. Може да направиме некоја споредба. Не е благодарно да рангирам сега кој како добро. се труди по однос на мерките на заштита, меѓутоа имаме и подобри и полоши примери. Но еве ајде како одговорност на граѓаните. Како ние, обични граѓани кои што да речеме повеќе од било кога сакаме да избегаме од градските средини. Така, мислам дека граѓаните се помал проблем, посебно доколку често почнат да доаѓаат. Можеби првите неколку пати не знаат како да се однесуваат во природа, мислат дека некој друг зад нив ќе го собере ѓубрето кое што го оставиле, или може да паркираат каде сакат, или да запалат оган, или да возат возила на погон на 4 тркала било каде по пасиштата, меѓутоа тоа е додека не ги запознаат локалитетите, вредностите, убавините, после тоа сваќаат дека се само гости таму. Така гледаме убавини во додека зборуваме. Има на Кожов што да се види. Ако има што да се види, а вие добар познавач на теренот, колку е посетен Кожов? Мислам дека малку, генерално е оддалечен. Прво, најлесна, највисинска точка до која што може да се пристапи, тоа по многу лош пат во моментот, е ски центарот Кожов, кој што не е во функција. И од таму веќе имате некои 10-15 километри за да дојдете во срцето на планината. Од друга страна се приоѓа преку Михајлово, детското одморалиште Михајлово, и окрај Караулата кон врвот Дудица. Исто така подолга тура за пешачење, така да таа оддалеченост практично го чува на некој начин Кожов од прекумерна посетеност. Само за сега само вистинските љубители и со намера можат да дојдат на тие врвови. Добро, споменавме ски центарот, велите не е во функција, знаеме одамна дека не е во функција. Колку овој предел е подготвен и отворен за урбанизација? Колку што знам, таму постоеше некој мал урбанистички план кој што предвидува повеќе објекти од кои што некои се веќе изградени на едно место на подизвориштето практично под Момина Чука. Јас се надам дека ќе биде што помалку директно подготвен за урбанизација. Урбанизацијата може да се одвива во подножјето на планината, на смрдлива вода локалитетот, а горе само да се доаѓа за разонода. Затоа што присуството на луѓе горе постојано значи користење на ресурсите од планината директно. Значи, примерно зборувам за фаќање на вода, меѓутоа после тоа треба да се мисли и на отстранување на комуналните, отпадните води и слично, и тоа представува предизвик во управувањето. Вие имате, како Македонско еколошко друштво, еден таков проект кој што го работевте. Тоа е дека треба малку повеќе да мислиме на развивање на руралните подрачја кои што ги имаме. Велите има дозволено и се препорачува кога збориме за Кожов, каде да биде урбанизацијата, колку има услови за живот. Да, Кожов има повеќе села, повторно зборуваме за таа каде ќе биде повлечена таа граница, кои села ќе бидат внатре, кои села ќе бидат надвор. Веројатно ако се донесе како национален парк, веројатно ќе се постави таа граница, така? Да, мора да има јасно дефинирана граница каде. Добро, ајде да зборуваме во такви услови. Ако има јасно дефинирана граница. Повеќето од селата веројатно ќе останат надвор. Генерално се на пониска надморска висина, меѓутоа очекувам неколку села сепак да бидат дел од паркот. За жал тоа се села денес празни. Практично само со намера можете да стигнете таму, некогаш и по многу лоши патишта и евентуално има останато неколку жители. Инфраструктура нема никаква. Добре дојдено е да се... Какви се условите за живот? По наши денешни сваќања субстандардни. Меѓутоа, тоа не значи дека такви треба да останат. Значи, нема никаков проблем доколку тие стари куќи се ревитализираат, се стават во функција на еден алтернативен туризам, доколку се обезбеди пристап, соодветно водоснабдување, снабдување со електрична енергија, може и локално да се произведуваат продукти да се пласираат на пазарот. За тоа зборувам. Да. Има многу потенцијал за брендирање на производите и слично.
Пионерски чекори се прават во Македонија за оваа работа, ќе видиме како ќе функционира, меѓутоа функционира во околните држави, нема зашто да не функционира кај нас. Така е и за жал никако многу споро оди кај нас. Ајде повторно да се навратиме за прогласување на национален парк на планината Кожув. Кои се оние 4 масиви кои што чекаат досега? Значи, И што се случува? Што се случува? Ајде да направиме споредбата зашто очекуваме дека ќе оди ова многу брзо. Локалната самоуправа веројатно ќе си го направи своето. Ако е тоа главниот проблем, зашто да не биде кај оние кои што чекаат? Главно се работи за страф. Дека заштитата значи прекин на сите активности во подрачјето. Не. Традиционалните активности продолжуваат, дури би требало и да се поддржа, посебно мислам на сточарството. Добро. Не постои примарна пречка и за економско искористување на дел од шумите. Се разбира, имајќи го предвид строго дефинирани услови. Да, строго дефинирани услови и зачувување на природните вредности. Добро. Еве, конкретно ќе се задржам на шумите. Кожув има исклучително интересни шуми, различен мешовит состав, со голем биодиверзитет. Се додека тоа се зачува, не е проблем да се извади дел од таа дрвна маса, како што ја нарекуваат колегите шумари, и да се пласира на пазарот. Меѓутоа, сепак тоа не треба да оди на штета на вредностите. Понатаму, алтернативниот туризам се разбира и секогаш има проблем со ловот. Во други држави не е забранет ловот, дури и во национални паркови. Проблемот е повторно големината на популациите, што се лови, кога се лови, на кој начин се лови. Без контрола. Доколку се дефинира и тоа во паркот, долгорочно не гледам проблем ни тука, меѓутоа, повторно ќе кажам, за сега праксата е да не се лови во националните паркови кај нас. А ако може да заклучиме дека не имаме проблем со ограничувањата општо земено, тука ни е веројатно главниот проблем, каде се кочи работата. Што е со другиве? Кои се тие што чекаат? Колку време чекаат? Чека јабланица веќе 20 на години. Па не ли е тоа многу долг временски период? Што е тука? Не можеме ништо. Шара чекаше 30 години, најмалку 30 години. И чека Јакупица, имаше една иницијатива многу одамна. Треба да се заживее таа иницијатива и не чека, но би требало да биде на листата, односно е веќе на листата Ниџе. Како зборуваме за ваква висока категорија на заштита на национални паркови. Кои се вашите очекувања? Може ли така да го заокружиме разговорот? Дека за 4-5 години од сега ќе имаме уште еден национален парк. А не го вбројавте Кожув, веројатно, или Кожув? За Кожув зборувам. За Кожув зборувате. Па добро, нека повлече нога. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Задоволство. Да, се разбира, ајде да се гледаме за убави работи. Јас се надевам, дека иницијаторите ќе дојдат исто така да ја представат целата иницијатива, да не биде само дека еве ние им го крадеме шоуто, всушност е нивна иницијатива. Некако не, ова е навистина на многу позитивен одговор кај граѓаните и сакаме да слушаме вакви информации. Така да не е важно дали вие како Македонско еколошко друштво представувате или пак иницијаторите, но сепак нека биде вака и во иднина со здружени сили во големи победи. Се надеваме, да. Е така. Благодарам. Убав ден.